И еве на назад во студиото, почитувани, отворени се телефонските линии, темата поврзана, за кратко ќе ја видите и на вашите екрани, со бегството на Груевски, сите тие перипети, како тој стигнал до крајната дестинација, откако беше потврдено дека се наоѓа во Будимпешта. Колегите ми јавуваат дека веќе го имаме првиот гледач. Павелам, добро вечер, повелете и кој е вашиот став? Добро вечер. Да, повелете. Вака се, ја слушавме пред малце Катица Јанева, како можеше да изјави дека они сватиле дека Груевски нема да побегне, затоа што прво на недела дена требало да се јавува, па потоа на месец дена. И што правиме сега, човекот избега, така. И каде е одговорноста тука? Толку е смешно, толку е банално. Абе, толку процеси се. Какво процена, какви бакрачи, бе? Тоа треба да постои, како се вика, домашен притвор или притвор во оделение во затворот и готово. Не можам да разберам какви им се тие процени. Тоа е... И сега гледаме избега овие за Грција, овие не знам каде, Груевски у Будимпешта. Што треба уште да побегнат? Само Ѓоко Поповски ќе биде во затвор. Добро, еве, доцна синоќа следува и притвори за Јанакиевски и Божиновски. Добро, ама колку луѓе се во прашање? 2-30 се оптужени, ја колку што пратам. Само за овој случај сега последниот колку се, а да не збориме за сите овие другиве случаи СЈО што ги води. Тоа е таков циркус, таква безвезна ситуација. Го заебаваат народот, го малтретираат без потреба. Второ, околу плаќањето плата на пратеникот Никола Груевски. А и тоа е скандал, бе, луѓе. Луѓе немаат леп да јадат, сиромаштија, луѓе немаат за лекови, луѓе немаат за операција да платат за живот, а тој циркус што го прават пратениците, што си ги прават законите на нив како им одговараат, значи како го измислија тоа, да му се одземе пратенички мандат на пратеникот со 80 гласа. Тоа што тешко може 80 гласа се дигнат, значи си ги штелуваат законите како што им одговараат. Само тука ќе морам да ве коригирам, бидејќи сум собраниски известувач. Тоа е пропишано во деловникот за работа на законодавниот дом. Кој го носи деловникот? Господја, кој го носи деловникот? Добро, меѓутоа деловникот е донесен од претходно, од независност. Не, друго кажувам ја. Деловникот го прават пратениците. Законите они си ги местат како што им одговараат. И апанажа година дена да си зимаат плата без работа над 1000 евра, и они и сите функционери во државна администрација, и овакво патни трошоци, и си набиваат, видовме оваја Бонева по 2000 евра месечно. Се си ги местат работите како што нив им одговараат. Правилен закон, ако гледаме народно, во интерес на народот, они треба да бидат, што се вика, слуги на народот, потребно е да се донесе закон за пратеникот по 3 услови да може да изгуби мандат. Првото е што се вика ако нередовно не доаѓа на работа, и секој неоправдано треба како на работно место да му се одзима од плата. Прва работа. А ако 3 има неоправдан или 5 или 10, треба да го изгуби мандатот. После тоа исто така тие од неговата изборна единица граѓаните со 10.000 подписи, ако тој не ги спроведува обеќањата или не е во интерес на пратеничкото место од каде што е избран од избирачите, да може со подписи да му го земат мандатот. И третиот начин, закон треба да биде лидерот на партијата да му го земе и да може да има право да му го земе и
мандатот, доколку е во спротивност од партиските интереси, за да не скокаат според своји интереси од партија во парламентот, да бидат купени за пари и така натака за своји интереси. На што личи тоа? Го бирал народот преку партија, му текнало сега на не знам кој пратеник, заради своји лични интереси, да влегува во коалиција со некоја позициона партија. Добро. Тука затоа треба закон да има, лидерот на партија да му го земе мандатот и да дојде на негово место друг според листа или да се објават нови избори и така на тој начин ќе се спречи таа анархија што се прави во интерес за своји себични лични интереси на сите политичари овие 27 години. Добро. Што го рече ти, треба да се смени, значи они се тие кои што треба. Еве сега е моментот да се смени тој закон, да изгласаат нов закон, да воопшто да се избрише тој закон со 80 пратеници, да се зима мандат на пратеник. Тоа е тотална глупост. Во ред, еве нека биде еден ваш предлог до надлежните, односно конкретно Собранието на Република Македонија. Доволно време ви отстапивме и секако ви благодарам за вашето јавување. Одиме на следниот гледач кој најверојатно се исклучи. Добро, во ред, добро, еве го имаме веќе во програма. Добро вечер и повелата. Ало, добро вечер. Да, повелата. Поздрав, Јана, во овие досни часови. Поздрав. Би сакал да кажам за бегството на премиерот Никола Груевски во Будимпешта. Повелата? Па ова е логична последица од нефер судењето. Судења му се закажува и по 2 судења на ден за шамари и за овој предмет што беше за тенк. Луѓето од Смилковско езеро, убиците беа пустени на слобода. И ред други убици што беа во Република Македонија. И тогаш премиерот Груевски логично беше да си оти до државата. Бидејќи немаше никакво фер судење. Човекот беше буквално мацетиран и они семејството и другите луѓе се во притвор. И за настаните на 27 април и за ред други настани. Мислам, од прислушувани разговори да се дојде до овакви судења за избори за ова зона не беше коректно. Како според вас? Го поздравам Никола Груевски. Поздрав. Добро. Горе тебе имав уште едно прашање кое што ми текна во моментот до вас, но ајде, можеби ќе му го поставам, веќе на следниот гледач. Добро вечер, повелата во програма сте. Дали се слушаме? Да. Повелата, јас ве слушам тука во студиото. Ало, дали се слушам? Да, јас ве слушам во студиото. Повелата во програма сте. Господин Груевски, зад не му било доста ово што е sa gospodinom Orbanom, čo već prikažete, dobrog prijatelja. Pa zar toliko obezbeđenja imao gospodin? Господине, вака, се извинувам што ве прекинувам во моментов. Меѓутоа, согласно правилата и процедурите нели за во етер, односно за во јавност, дали ќе може да ве замолам да зборувате на македонски јазик? Бидејќи секој друг јазик освен македонскиот мора да има соодветен превод. Добро, извините. Добро. Во ред, да, почитувани, тоа чисто само да напоменам дека не е заради тоа што не сакаме да вклучуваме нели гледачи кои што зборуваат на друг јазик, меѓутоа за да не преведувам јас, пожелно е, согласно правилата, медиумските правила, да има соодветен превод, што во моментов го немаме, така да ќе ве замолам да нема замерки во овој однос. Веќе имаме следен гледач. Добро вечер и повелате доколку се слушаме. Ало, добро вечер. Да, добро вечер, повелате. Слабо се слушаме.
Јас ве слушам тука добро во студиото, дали сега вие мене добро ме слушате? Воопшто. Многу слабо. Да, добро, меѓутоа, ајде, бидејќи ние добро ве слушаме, повелете кој е вашиот став? Еве, во цела оваа перипетија со бегството на Груевски, како гледате ваше мислење? Вака сега ќе ви кажам, значи, имав еден случај оваа недела, значи, татко ми беше приведен без врска за некои смешни 100 евра во полиска станица, 61 годишен човек со платена сметка, беше приведен, платена сметка беше платена во вторникот, он беше приведен во петокот. А доколку Груевски, Заев и компанија лопужи, значи собираат пари, го плячкаат народот, тоа е значи се договорена работа нивната. Сметате, сметате дека станува збор за политички договор? Па како? Значи, човек од 61 година го приведува за некои си 100 евра со платена сметка, го приведе во станица. Вие, значи, прават, не знам што прават таму, некои си криминал глупости, на крај луѓето бегат од државата и го плячкаат народ. Че народ дојде до простенски стап. Добро. Имате ли уште нешто да додадете на темава? Благодарам, пријатно. Да, ви благодарам и вам за вашето јавување и споделувањето на вашиот став. Добро да се слушнат што повеќе мислења, впрочем и заради сето ова, еве и во овие доцни часови имаме отворена програма во живо во очекување на вашите мислења и ставови. Дали може би имаме и следен гледач? Најверојатно имаме, добро. Ајде. Добро вечер. Добро вечер, повелата. Јас сум анонимен гледач. Добро. И сакам до темата. Никола Груевски требаше од порано се затвори. Имаше многу големи случаи како што се убиството на Мартин Нешковски и на другите, на Веле Арамковски, затворање ни кривни човекот и за други работи, значи. А за овие за тенковија, за деловите на Мерцедесот требаше крај на крај да се стават тие делови, значи во судот. И сакам, например, да се донесе одма во Македонија и да се осуди, ако треба на доживотна смрт, зашто избегал на кукавички и на другшија начин. Да, но дали според вас е можна таква разврска на целиот овој случај, односно, еве како гледате? Дали сметате дека можеби Унгарија ќе му помогне на Груевски или сметате дека сепак ќе има екстрадиција? Ќе има екстрадиција, ја мислам. Ќе направи господин Зоран Заев и судството, ќе направи госпоđата Катица Јанева све да се врати Груевски пак во Македонија. Добро. Имате ли уште можеби нешто да додадете? Не, поздрав до вашата емисија и поздрав до колегите сите. Многу ви благодарам, поздрав и до вас. Фала ви многу. Да. Доколку имаме следен гледач, да му отстапиме простор, но еве конечно го имаме колегата Владко Чаловски, кој што заедно со снимателот Александар Шејкеровски се на пат за Белград. Чаловски, доколку се слушаме, добро вечер. Добро вечер, Јана, се слушаме, да. Супер. Како што и претходно најавивме, почитувани ексклузивно нашата екипата на 1 ТВ на пат за Белград, главниот град на Србија, во потрага по многу одговори. И еве сега најпрво ќе го запрашам колегата Чаловски, докаде сте и евентуално дали има некои индиции, односно информации, Чало, од досега она што можеше да се информираш. Главното прашање кое што го поставуваме вечерва, ќе го третираме и во следните денови. Има ли шанси да односно постојат ли индиции за вмешаност на српските тајни служби во целата ова перипетија, односно бегството на екс-премиерот Груевски? Јана, неизбежно е, откако се знае веќе каде е поранешниот премиер на Република Македонија, дека е во политички
азил во јавноста се поставува прашањето ако веќе поминал со возило, тоа мора да го направи преку Србија. Екипата на 1 ТВ е на пат кон Белград, преки одговори за тоа дали и кој е вмешан во превозот на Груевски до Унгарија. Ние се наоѓаме на некаде околу помалку од 100 километри од Белград. Нашите индици, односно соработниците кои што ги имаме во Србија, велат дека сепак да, постојат индици дека службите во Србија, односно белградските власти, и имаат одговорност при целиот овој развој на настаните, па да, тука сме, ќе ги побараме одговорите и во наредните 2-3 дена ќе информираме опширно што се случувало. Чаловски, исто така би сакала еве и малце да им доближиме сепак на гледачите што всушност конкретно дополнително ќе истражуваме, односно ќе истражувате, токму и затоа сте на пат во српската престолнина, кои се локации се предвидени да ги имаме, односно еве да ги очекуваат гледачите одговорите, нели, од се она што планирате да посетите всушност во Белград во потрага, нели, по главното прашање како Груевски транзитирал до Будимпешта. Така. Јана, како што и напоменав, нашите соработници во Белград веќе потврдија дека има индиции за вмешаност во целиот овој транзит, така што веќе остваривме контакт, ќе разговараме со некои од водечките лица во главните медиуми во Србија за тоа докаде се и нивните истраги, особено ако се знае дека заинтересираноста за овој случај одекна утредента после потрагата по поранешниот премиер Македонија и во медиумите од во српските медиуми, иако се знае дека освен блискоста со премиерот на Унгарија Виктор Орбан, Груевски дели пријателство или соработка и со премиерот и со претседателот на Србија Александар Вучич, па ќе видиме, ќе побараме одговори од српските власти и тоа на високите инстанции за тоа каде е нивната одговорност и всушност дали тие помогнале при самиот транзит, да не откриваме се, бидејќи нашите избори сепак имат информации кои што ќе мора прво да ги потврдиме пред да ги објавиме во јавност. Да, Чаловски, имам уште едно прашање за крај, па секако ќе ве оставиме да продолжите со вашето патување крајната дестинација Белград. Имаше ли прилика, спомена и ти, дека си стапил во контакт со дел од нашите српски колеги, односно од медиумите. Меѓутоа, нели факт е дека и српските медиуми изминативе денови на големо, може да се каже, ја третираат всушност ова тема околу Груевски. Дали евентуално имаш некои дополнителни информации што се пишува во српските медиуми? Српските медиуми, она што го пренесуваа главно беше по настаните во Македонија. Меѓутоа, неизбежно е она информација која што се појави на српски курир, кој што вели дека Никола Груевски всушност ја поминал границата со бугарски пасош. За ова разговарав со дел од моите колеги кои што сепак со сомнителност гледаат на информацијата, но како што реков, ќе потенцирам повторно. Овде сме за да ги добиеме одговорите. Така е, Чаловски, екипата на 1 ТВ неуморно ќе известува и од српската престолнина. Секако ве очекуваме со повеќе информации од различни локации во уште од рано изутрина во вестите во 10 часот. Јас многу ќе ви се заблагодарам, ќе ти се заблагодарам за ова твое првично јавување доцна во вечерта. Секако повторно, како што најавив, те очекуваме уште од рано изутрина со најновите информации. Така. Да, ета, слушнавме